Добро вечер, наш роден македонски. Вечерашната тема во родински разговори е интересна. Војната на колективниот Запад против Русија и нивниот пат. Вечерва со мене Никола Чоневски, член на Советот на Родина, еден од најдобрите познавачи во Родина на Русија и украинската криза. Многу фалби, добро вечер и од мене. Па добро, не сум ја најдобар познач, но Во Родина? Добро, во Родина, но добро, ги пратам редовно ситуацијата за да бидам во тек и да бидам да ги заслужам епитетите. Што не, ние меѓу првите дадовме предвидување што ќе се случува во Украина, нели со првиот ден. Точно. Тогаш ни се смеа малце, нели? Добро, види. Проруси и така натаму. Види, нема потреба да се љутиме што ни се смееле толку се информирани, толку им било дадено, тоест дозволено да знаат луѓето што се случува во позадина, значи кај нас се случува на класична пропаганда, значи преку мејнстрим медиумите да се пласираат информации со што би се заведувало населението во погрешна слика за реалноста за одредена тема. Тоа беше процеси не само со нашата земја, општо во целиот свет, значи сегде кај што има. Не само за војната моментално во Украина и за многу други процеси, многу теории на заговор што исто и за некои такви теми ни се. Нели имаше да се подсетиме дека русите немале муниција повеќе, со лопати тргнале во контранапад, па Путин имаше војник. такви Смешни, дури доаѓа од некои така да наречени извикани новинарски пера, кои што ето македонскиот. Да, они само ги копираат западните мејнстрим. Не, они ја ги пратам, значи медиумите и руски, мислам и руските извори западните, ја гледам да од каде им се информацииве на нашиве. Затоа што го гледам дека е дури копи-пейст буквално на Google Translate предведено цела и тоа е западна вест и таа се пласира. Не ретко се случува да има некоја руска вест на пример. Мада мислам дека некои веќе медиуми почнаа малце да играат со двете страни што се вели. Откако се знае полека на каде работата? Веќе увидаа, значи 2 години тераат една пропаганда, а некако не оди како што е кажано. Кажува многу смешни работи. Тоест не смешни, кажува класична пропагандистичка фактички атак против Русија, класичен пропагандистички, кој што со тек на времето се види дека е многу погрешен и нереален и невистинен. И тоа ние затоа и тука правиме така од време на време емисија од ваков ранг за да кажеме на пример за тие некои знам дека следат доста што сакаат, затоа што ние сугерираме тие што сакаат да ја знаат вистината мора да ја бараат повеќе извори, не можеме ние конфликтот, било кој конфликт, не само во Украина, во светот било каде, ти мора да ги погледнеш двете страни. Да ги видиш двата извора, да ги споредиш, да видиш перспективите, перцепциите. Некаде секојаш средината е измеѓу. Не дека и русите не користат некој одреден тип за својата ова, но не е така безобразна и одвратна како западната. Тоа е очигледно и ова, многу повеќе се служат со вистината, што ме радува. И добро, Западов деновиве се наоѓа во еден вид на паника. И се повеќе се гледа на единството во нивните редови. Веќе после Америчкиот конгрес веќе тргува со помошта од 60 и кусур милиарди долари за Украина, односно за да помене буџетот и буџетскиот дефицит. Ќе мора тие пари републиканците ги бараат да се пренасочат токму во америчката економија, каде што и кризата е. Значи и намалува интересот за војната во Украина, бидејќи се гледува дека таму изгубија 10-0 малтене. И полека гледаме еден раштиман оркестар, кој што сега најверојатно ќе гледа да се спасува, односно некако да плати најмалку цена, а у суштина они беа и режисери на сето тоа. Точно. Да, Америка даде до сега, не знам, преку 150 милиарди, не знам се точно цифри, но многу... Може слика еден. Многу
толку голема сума на пари на помош. Мислам и цела Украина и се држи заради таа помош во оваа специјална воена операција спроведена од страна на Русија. Значи еве еден графички приказ кои се држави учествуваат во помошта на Украина, СОС Украина против Русија, која да речам многу не добива скоро никаква помош, освен нешто што доби на незначајно, она веќе сама произведува, да речам, дронови од Иран, познатите Шахид, кои што се во Русија се произведуваат веќе, гераните, тоест по со руски назив. И не знам, они шпекулираа нешто и со Северна Кореја. Добро, Северна Кореја треба да се напомене, сепак тоа е многу мислам интересен факт што Северна Кореја моментално има оружје за да опреми вооружи 8 милиони војска. Значи, Северна Кореја имала повеќе оружје отколку Русија и Украина заедно комбинирано пред да започне специјалната војна операција. Значи, тој е огромен потенцијал на муниција пред себе. Русите имаат техника, можеби не верувам дека муницијата е дојдена до нула и дека се тепаат со лопати, но можеби за да се продолжи темпото кое што го имаат, а руското темпо е пеколно моментално во Украина во користење на муниција, поготово во артилеријата, можеби ќе си земе помош од своите некогашни партнери, сојузници во времето на Советскиот сојуз, затоа што она ги одржа контактите со тие држави кои што се антиколонијалистички, антиимперијалистички и антиамерикански. И компатибилно е тоа оружје со нивното? Да, компатибилно, па тоа се сите тие држави има оружје, своји оружја кои што се копија на советските оружја, значи тие се правени по лиценца на советските оружја и компатибилно е комплетно и муницијата и оружјето. И сега да се навратиме на Америка, значи Америка има многу страшни внатрешни проблеми. Да. Голем дефицит. И да, имаат они сега у еден завчера, мислам, у еден ден се задолжија 225 милиарди долари, тоа е некој рекорд срушија. Не знам колку се запознаени, може да го проверат тој факт. Тоа за еден ден? За еден ден. Значи у еден ден имаат 225 милиарди долари долг. Да, дополнителен долг. Тоа и не знам таму колку преминале, јас тие бројки не можам да ги изговорам. Не знам правилно како се изговарат нив. 1000 милиарди е. Па они имаат 3000 милиарди. Да. Значи 3000 милиарди. 3000 милиарди. Ја не знам тоа како на македонски каква е таа цифра. Тоа е нешто не мислам. Они фактички се околу 300 и колку милиони жители, 315 да речеме. Фактички секој човек, секој од тие 315 милиони жители на Америка или 305 должи по 100.000 долари, фактички кога ги поделиш, така е некако гледав денеска статистика, така е поделен. Значи секој должи по 100.000 долари, ако ги поделиш по глава на жител. И не знам спрво тоа на кој должи, како должи бели тоа балце да бие, иако они знаеш таа нивна моќ, таа нивна, да не се изразувам сега, расфрлање, се должи токму на штампањето на долари без покритие. Значи, оди колку сака си штампа, колку сака, мислам таму тоа е приватно, федералните резерви. Завршува тој. И они само ги поземуваат парите за камата, тој шампаат пари за одреден пост таму, не знам колку проценти камата, само ги поземуваат на државата. Тоа е класичен рекет систем. Па не знам, тони немаат тони покритие за тие долари во златен стандард, што се, они не знам кој председател таму сакаше да го враќа, па му правија пуч, па некој таму дали беше Никсон, не ми текна сега малце таа тема, не ми е толку, но знам дека има они таму некои превирања, имаше и со Титаник некоја таму теорија на заговор, со луѓето што се фактички загинати на Титаник, требале да го спречат федералната приватизирање на федералните резерви. Така, сега не знам, и таму има внатрешни судири. Судар внатре на америчката елита. Но еве да се навратиме на сега да. моментално на помошта на Украина, кој што е моментално сега на Конгресот не е изгласана, затоа што таму има внатрешен судир. Не само меѓу демократи и републиканци, туку
И внатре меѓу демократите и внатре меѓу републиканците, они се сега фактички во двете партии поделени на две фракции. Да. За Америка и ова друго Deep State за Украина. Што даваат 100, не знам колку милиарди, а Америка тоне секој ден, има страшни внатрешни проблеми. Таму сега се јавуваат проблем со границата со Мексико. Значи таму имате наркокартели кои што влагаат, излагаат, може да вршат напади. Само да те надопалнам. Да, јас дојдов до еден податок многу чуден за мене, сега скоро. Њујорк, градот, плаќа годишно негде над 30 милиарди долари за да вдоми емигранти кои што доаѓаат од надвор во Америка. И сега си го поставам ја логичкото прашање. Зашто ти да плаќаш хотелско сместување? Внимавај. Им плаќа хотелско сместување. Па има некоја програма таму. Тоа е програмата за наредните избори. Да. За да го победат Трамп. Да. Они ќе ги внесат во избирачкиот систем и тоа е еден вид на изборен менеджмент, се вика тоа. Што и тука го прават. Тоа го спроведоа прошливи избори. Да. Трамп беше покраден, тоа беа најнерегуларни избори може на планетава Земја да се каже, бидејќи таков инженеринг на крадење на они душа тука у Македонија направи еден тест проба како се крадат избори. На мало. Па го спроведоа таму. Тоа сите што разбираат тоа што го зборам, знаат што зборам. Тој што не разбира, што не е вклучен во темата, не може да ме разбере што сакам да кажам. И не е ни битно. Да се навратиме, значи таму веќе имате внатрешен судир. Зашто имате внатрешен судир? Затоа што до сегашните 100, еве ќе ги земе 150, 160, не знам колку милиарди, што се дајни за помош на Украина, не вродија со никаков плод. Значи Русија ниту е победена, ниту Украина усмеше успешна контрафанзива, ниту оружјето што е дајано, ниту целата таа. Плюс има во самите таму ова се спомна како голем проблем корупцијата. Еве сега додека Зеленски во Њујорк беше таму, не знам каде на што, жена му Елена отишла у Картиер и потрошила 1,1 милион долари на диаманти, накид таму, не знам што. И имаше сметка, продавачката е отпуштена од работа, но како одмазда за тоа приложила сметката колку потрошила господјата Зеленски. Значи додека ова Зеленски Кловнов оди да моли за пари, жена му троши 1 милион и додека гине украинскиот народ на фронтот. Кој што буквално се пушта како тој е еден вид геноцид. Значи така да правиш ти напади, такви луди, глупи напади, значи не знам по која воена доктрина или не знам како да се изразам, значи нешто, значи проба не може да ја пробиеш таа линија, треба да видиш што други маневри, нешто да видиш да смениш. Значи ти упорно 4-5 месеци да праќаш на еден зид кој што се чува максимално и ти упорно праќаш луѓе да гинат, упорно праќаш луѓе да гинат, упорно праќаш, значи нешто не е, не знам како да се изразам. Тука може тоа е автогеноцид на собствениот народ. Да, сликата со бројот на жртви да ставиме, режија. Да, тоа е катастрофално. Да, ние ќе ги кажеме и тие бројки, значи што е проблемот? Проблемот е да се доискажам. Пушти ја сликата, па ќе објасниме за сликата, па ќе се доискажам. Значи ова се неповратни загуби на украинските формации до 1 октомври 2023. Изворот е Риба. Риба е платформа руска, како се ка тоа, кој ќе се соверат многу медиуми на едно место, како се каже тоа? Агрегатор, значи агрегатор на ова. И кои што имаат точни податоци. Зашто имаат точни податоци? Затоа што русите од првиот ден на специјалната војна операција до ден денес вршат дневна евидентација на све што се случило, на загуби, на евидентирани, значи ова се евидентирани. Значи неевидентирани загуби кои што се многу, значи загубите се многу поголеми затоа што имате неевидентирани загуби кои што се жртви на украинската страна. Значи имате 430.000 војници, 46.500 400 од националната гарда, од нацистичките овие баталјони Азов, Ајдар, тие таму тие како се вика Сеча, некоја Закарпатска, не знам каква. Имате тие се ствари најспремните, најкрволочните што беа тие 14.346.
и странски платеници имате 5682. Значи ова е евидентирани загуби. Не евидентирани, они например украинците имаат натре свој податок за 28.000 исчезнати лица, не знаат кај се. Значи тоа што ги ликвидираат самите служби в Украина, кој не ќе да се бори, кој е бил за Русија, кој бил вака, кој бил онака, кој зборел против Зеленски, кој зборел против политиката, значи тоа се ликвидација на собствениот народ. Значи тоа е еден геноцид што се врши таму. Фактички тоа е намерно се врши геноцид, за да не можат русите никогаш после овие катастрофални загуби на машкото население на Украина да остане една омраза, долгорочна омраза кај делот на украинскиот народ што ќе остане после оваа војна, значи вечно тоа од колено на колено да се пренесува за овие страшни загуби како слуги на западот. Но ја верувам дека таму има украинци што се свесни дека сами се виновни највеќе за оваа катастрофа сега што им се случува, верувајќи му на западот, затоа што прво крена рака на својот брат за нешто што е нонсенс, значи дозволија на нивна територија западњаците да монтираат биолаборатории кои што ќе работат против русите. Дозволија на својата територија да се инсталираат оружја кои што ќе бидат директна закана за русите. И они ликвидираа руси. 14.000 жртви има. Они да, и со самото тоа, значи самиот процес на Мајданот што се случи во Киев, тоест превратот на легално избраната власт и насилно инсталирањето на новата прозападна власт, после подпишувањето на договорот на Јануковиќ за соработка со Русија наместо со Европската унија, кој што Русија даде многу по-конкретна понуда на пари во однос на Европската унија, што логично секој нормален лидер го гледа интересот на својата држава, на својот народ. Он добиваше од Русија, не знам, пакет 3-4 пати посилен од европскиот. Тука дојдат тие галичаните, да ги речам, што се од Галиција, тие укрофашистите, укронацистите, што се тие се ги уште од дедовци, значи фашисти, нацисти, кои што беа од западот пикирани, тренирани, значи обучувани, инсталирани на позиции. Американското истражувачко новинарство најде податоци дека веднаш после Втората светска војна СИА воспоставува соработка со нацистичките. Тоа е операција Гладио, мислам се вика. 56-та година е започнато тоа и со која цел? Целата украинската СС дивизија Галиција пренесуваат од Англија во Канада. Во Канада. И сега имавме инцидент во канадскиот парламент. Да, точно, имавме инцидент. Каде што еден фашист пребегнат од Втората светска војна во Канада, како почестен гостин во канадскиот парламент беше, при тоа доби аплауз од сите пратеници на канадскиот парламент, за да подоцна се правда дека не знаеле дека бил нацист. Тоа е безобразно. Зашто? Би треба да си кажат фашисти. Канада учествуваше во Втората светска војна со своји трупи на Нормандија, на Леонде. Како сојузник на Англија, на Америка, тука и доста канадски војници учествуваа, дури и во битките во Белгија, токму против фашисти. Значи, овие сега што го викнале типот, овој што служил со нацистите, да му ракоплескаат, они уствари им плюкаат на своите дедовци што загинаа во Франција, во Белгија, во Нормандија, значи види, тоа е безобразно. Не знам, немам зборови како кога се ја да плюкам на мојот дедо, двајцата дедовци се бореле против фашистичкиот окупатор, без разлика бугарски, германски, балистички, без разлика они биле партизани, биле се бореле против тоа. Ја не можам тоа, значи колку и да имам некакви, не знам какви, ова мора да се почитува тоа како дел од историјата и ова. И че да се навратам, значи медиумите западните веќе почнаа да јавуваат за проблеми со
Значи не сега покрај парите. Парите се веќе голем проблем, но и со недостаток на амуниција. Русите многу успешно, квалитетно ги уништуваат целите каде што се складира таа амуниција, каде што се транспортира, каде што се... Они добро ги следат преку сателите, преку своји луѓе на терен, преку 300 форми си имаат таму они форми на следење, знаат точно, значи они ја снимаат цела ситуација и ги ослабуваат фактички цела, не знам колку проценти од фактички цела таа помош уствари уништена пред да стигне на фронтот. Што е голем успех за русите, што не дозволила, например, да се употреби против руските вооружени сили. Уништена е на време, значи при складирање, при ова. Тоа е едниот проблем, значи финансиски, значи финансирањето е уште поголем проблем, што Украина без финансирање на Америка не можеш да издржи ни 45 дена. Од денес како, не знам од кој ден е таму, они може да издржат еден месец, максимално 45 дена, тој као максимално 45 дена да издржат, фактички тие 15 дена се веќе како се вика, трошење на последните залихи на средства, значи не може да примат војниците плата. Фактички Украина целосно зависи од странска помош за плати, за одржување на целиот воен систем што се бори моментално против Русија. Но и економскиот... Значи, Украина не е воопшто... Она е веќе пропадната држава, и економскиот систем. Она е веќе... Не може да функционира. Не знам она дали има воопшто некаква економија. Сигурно има некоја услужна, да речеме, производствена, не знам дали има. Но ајде да речем услужни дејности си може функционираат нормално. Они сега изгубија, значи таа битка со житото, значи сега веќе не се дозволува. Добија удар внатре од Европа, највеќе од Полска. Полска интересно е што тука ги сврти картите, многу интересно. Словачка имаме промени, исто да кажеме. Словачка, да, треба се спомене, значи Роберт Фицо во Словачка ви е нешто како Виктор Орбан, најпластично да се свати, да сватат луѓето. Виктор Орбан во што е Виктор Орбан во Унгарија, тоа ви е Роберт Фицо во Словачка. Не е дека они се проруска партија или они се прословаци. Така. Но они не сака да бидат непријатели на Русија, туку го гледа интересот на својот народ. А интересот на неговиот народ моментално се коси со интересите од тоа што им се наложи од Европска унија, од Америка, значи тоа е самоубиство. Сега Полска ги чека избори, мада тука со Полска немаме таков лик како што имаме во Словачка. Таму и двата лика се Доналд Туск и овој Морјавецки, не знаеш кој е поголем дебил, кој е поголем идиот. Како кај нас Мицковски и Ковачевски. Потполно исто. У Полска не можеме да очекуваме ништо на добро, било кој да победи. Дури можеби е подобро Морјавецки као национален пољак, затоа што овој Доналд Туск е нешто од таму некој као северџан класичен у Полска, као кај нас. Овој барем е националист, пољак со националист, пољак, оној тврди пољаци националисти, полесно можеш полесно да се разбереш отколку со северџани. Северџаните се нестабилни како луѓе, како карактери, како ова, они лесно, значи он ќе ја продаде својата држава, својот народ на заповед на Америка или на Европската унија. Он е класичен, беше у Советот на Европа, таму не знам што беше Доналд Туск. Дури ја поише навијам да бидат овие што се сега, што се класично русофоби, класично, но имаат они некој сенс за својот народ, за преживување. Да, па они го гледа интересот на пољакот, колку толку. Иако он слепо ги слуша Америка и душа они британците слепо ги слушаат, највеќе. Тоа е уште Втора светска војна таа линија која го изедоа во Варшавското востание, Варшавското гето, они највише го изедоа ради тоа што наредбата за тоа востание дојде од Лондон. Затоа русите не скокнаа на помош. Русите можеа да ги
да им помогнат против германците, не им помогна затоа што многу добро знае од каде стигна наредбата и си глеdaa сеир и нормално германците тука ги прегазија с пољаците. Се сеќаваш на моментот кога говориме за Полска што е критично за ова дене што се случува кога падна авионот кој што појде на чествување во Катинската шума. Класична како да створиш омраза меѓу Ама не за омраза народи. Ма не, они ги набедуваа русите дека се кри. Дури и за стрелањето се обидени. А тоа се германците ги стрелаа. Да, не друго ми е поентата. Значи таму е елиминиран полскиот естаблишмент во падот на тој авион, кој што сакаше да се помери со Русија. Значи ништо по-добро и како да кажам, благопријатно за општеството не може да се случи во Централна Европа од помирувањето на Полска и Русија. И тоа ќе беше добро и за сите славјански народи. Затоа што се тие две големи славјански нации. Елиминацијата на тоа започна Полска да ја носи кон америчката сфера на влијание и да ја внесе сите цела Европа, еве и ние сега се бориме за, да речеме, за мултиполарен свет, се бориме за права на избор, не еден избор као партија, значи кажуваме имаме избор, имаме алтернатива, збориме за БРИКС, збориме за... Но ние, моментално, ако не се ослободи Европа, нашата околина, од ова влијание, ние ќе изгориме како во Крушевската република за 10 дена. Ти текнува. Не можеш, кога си обкружен од сите страни, мора да го чекаш бранот на геополитички промени. Мора да го чекаш цунамито. Руската неизбежна победа, да видиме само до каде ќе оди Русија. Тоа никој не знае моментално. Дури ни самите руси не знаат до каде. Мислам дека не знаат. Мислам дека и они не знаат до каде ќе одат. Они прво сега имаат една задача, па после они ќе размислуваат што понатаму. Прва задача им е да ги остварат задачите од специјалната воена операција. Значи они нема да седнат на преговарачка маса затоа што прво воено победуваат. Тоа е факт, непобитен факт. Воено, значи на терен победуваат. Економски одлично стојат. Економски они после санкциите. Може графиконот 2 режи? Ете кога веќе да видиме економијата за овој месец. Да, Русија веќе економски ова е manufacturing, значи производството на економијата, значи Чипи Моргани доле ги гледате изворите за овој месец и растот на производствениот капацитет на економиите. И гледате оние десно што се во плюс, а доле се во минус. Да, Германија, Австрија, и гледате најдоле Германија, Австрија, Чешка, Еврозона, Холандија, Полска, Франција, Велика Британија и така натаму, а горе се Русија, Казахстан, Индонезија, Филипини, Кина, Јужна Македонија, односно Грција и така натаму. Да, најбитно. Гледаме дека во услови кога Обединетиот Запад води војна со Русија, внимавајте што и се случи на Русија. Русија ја исклучи од SWIFT. SWIFT е меѓународен систем за плаќање. Кога ќе ви исклучат од тој систем, вие не можете да соработувате со земјите од светот, односно не можете да извршите финансиска трансакција. Тоа е еден, како да кажам, перфиден, расипан начин на војна, бидејќи тој треба да биде меѓународен систем за сите држави, затоа што тој не треба да биде под влијание на Западот или на X други фактори. И што се случи? Се случи они SWIFT да го искористат како алатка во војната против Русија, беше исклучена Русија од платежен систем и Русија започна да гради нов систем на плаќање со другите држави, исклучувајќи го. За дома си направи. За дома мир го направи платежниот систем. Они немаа, пази, замисли Русија токава држава, да немаа своја. Ние Македонија имаме своја национална картичка. Да. Русите немаа. Нема. Ја викам дали е можно тогаш кога прочитав. Значи не ми беше јасно, но сите овие грешки што ги направи Запад сега, највеќе ја, како да речем, ја освестија, ја разбудија Русија. Русија сега уствари треба да се моли, не знам како, да се заблагодари на Западот, западниот сон, што си го покажа лицето, што сакаше да ја уништи Русија, и Русија сега свати во самоодбрана
Каде се наоѓа? Русија беше како изгубена, не знае кај се наоѓа, не знае со кој тера, не знае кој е пријател, кој е душман, кој е непријател, некако беше изгубен случај некако. Западните партньори. Да, и они уште викаат така, нажалост. Да. И не знам јас тоа, не знам каква им е таа политика, добро, тоа е нивна работа, не ќе ми да се мешам. Ја никогаш не би на непријателот не му дал толку чест и толку кога збориме за економијата, културен вокабулар и не знам што. Да. Кога збориме за економијата, интересен е и графиконот 6, каде што го гледаме ослободувањето на Кина од американските државни обврзници. Тоа е поред Русија што се исклучува од меѓународниот платежен систем и трговијата ја води во локални валути, што во суштина индиректно се врши дедоларизација. Овде гледаме дека е паднато на историски минимум и иде кон нулата уделот на Кина во америчките. Да, ама биле 1300 максимумот. Значи пола и гледа стрмнината надоле како иде после 2021-та. Значи оној момент кој ќе се ослободат. Значи Кина тоа вака се, Кина уште и одговара силна Америка од финансиски аспект. Дека не се. И они си имаат, кинезите се многу паметни ова, нема ние што да им водиме ова, они знаат кога да го срушат доларот, знаат кога ќе удрат Америка, све знаат кинезите. Ние тоа е неизбежно, значи тоа се процеси кои што не може ни самата Америка. Америка направи катастрофална грешка по втор пат. Она кога влезе во студена војна со Русија, ја оставија Кина. Кина беше тогаш после Втора светска војна, значи земја не од третите оние од развој, туку на ранг на Африка. Најниско нешто. Колонија беше на англосаксонците? Не само тоа, они беа таква земјоделска нација, нема. Феудален систем има. Англосаксонец кој те владее, што се случува со тебе? Они беа многу ова. Денеска, ако се спореди со денеска, значи разлика од 80 години, тоа е колку генерации се смени, тоа е фрампантно. Интересно. Тоа е квантен скок, не е тоа. Мислам дека нема таков пример во историјата. Па има нешто Сталин тука, има интересно, значи русите исто има. Значи тие што се такви некои се истакнале лидери, Сталин имаше фантастични резултати. После него никој немаше такви резултати. Ниту Хрушчов, ниту Брежнев, никој немаше како резултати на индустријски потенцијал, на било каков потенцијал. Никој не можеше бројките на Сталин што ги направи за СССР. А излезе од пепелот на војната. Значи Русија беше пепел. Цела Русија беше пепел. Он за која година прати 13 години после војната он праќа сателит во вселената. Значи тоа е ваков, таков, диктатор, миктатор. Таму луѓето си знаат, мислам тоа што го зборам. Има и негативни, има се, па види, секој напредок бара жртви. Секој промени бара жртви. Паметните нации учат и од доброто и од лошото. Да. И да се навратиме на бројкиве, значи со Русија од оној сон што се разбуди, се е интересно. Русија, значи, моментално на военото поле има добри резултати, со минимални жртви, не дека нема, нормално, тоа е војна, има жртви, но минимално во споредба со украинците. И сега има, што е интересно, зголемување на војниот буџет од 3%, кој до сега изнесуваше околу 68 до 70 милиарди, на 6% дупло. Што долгорочно гледано, тоа се веќе дупло пари, значи околу 140, може и до 150 милиарди годишно да стигне, што ќе ја помине и Кина во војниот буџет. Ако Кина евентуално... Но интересно... Знам, Кина има околу 70-80. Втора е. Да те надополнам, и производството на војните фабрики на Русија во моментов е поголемо во број на единици од вкупното производство на сите НАТО членки. Да, они, например, Русија сега сама произведува 4-5 пати повеќе од сите НАТО членки заедно. Да. Во било што.
Тоа се фрапантни резултати, значи така и Хитлер Сталин го победи Хитлер. А Хитлер кога дознал за бројките, колку Сталин произведува тенкови на дневна база во Урал, он бил запрепастен. Значи русите да видиш, они почнуваат војнат малце така тралаво. Прво не знаат, чекај до кај сме, што сме и прво гледаат, чекај ова, не треба вака и моментално, они веќе третата, четвртата година стануваат брутално опасни. И до крај сакат може да застана. Значи сега е втората година. Од војната. Сега замисли што ќе биде следната, а замисли ако трае што ќе биде четвртата. Мислам дека Славјанка ќе го одбие тој напад. Да, ќе го одбие. И да, они веќе сега имаат и голема руската војска е многу интересна историски, што многу брзо се адаптира на настанатото состојба на терен. Имаат војни умови, значи, да, имаат, да, видиш, они Викин линијата. Они пред војната ова, за овие дрончиња квадрови, таа се играчки. Да. Денеска тие играчки, со такви играчки, они уништуваат воена опрема што кошта милиони. Значи, ја става експлозив на играчката и лета директно у тенк, у пикап, у артилерија, у ров. С-300 ти го елиминира. С-300 го елиминира, С-300 кошта не знам колку милиони. 200 до 300 милиони. А тоа урече 30.000 евра. Не бе, какви 30, тие се смешни по 5-600 евра. Не, овие посовремените што летаат до 5-6. Тие се ланцети. Тие се малце посовремени. Зборам за овие што као играчки, што си ги возиш. Со тие снимаат, со тие све, значи, они сега имаат не знам колку аритметичка прогресија дневно, колку имаат напади, значи зголемен. Они имаат сега месечно некаде околу 40.000 дрона, додека украинците имаат 10.000 прилив. Значи они имаат 4 пати повеќе од цело НАТО што и доставува на Украина. Плюс кинезите тука забранија извоз на компоненти за такви за дронови и не можат, сега треба со шверцување, многу тешко иде набавката. За русите е забранено? Не, општо за сите е забрането. А русите, например, влагаат у Кина со ранец, си купува, русите зимаат само електрониката. Они све другото го произведуваат во Русија. Тие што пластичните делови се произведуваат. Само електрониката ја зимаат од Кина, мислам. Така, сега не сум точно ова, но од прилика они сами произведуваат дронови. Освен ова, брзо јас мислам дека таму, зашто таму сега веќе имаш ти, пази, одма колку се они адаптибилни. Они веќе имаат во неколку градови, во оној што име Новосибирск, таму име тој град име научен град. Значи таму во Русија тој град важи за град со по глава на жителство најголем процент на коефициент на интелигенција во Новосибирск. Тој е на истокот во Сибир. Значи таму е голема наука. И таму имаат они тајни градови, скриени градови, кај што работат, живеат само научници и никој друг не смее да влага, да излага никој. И сега таму имаат веќе во сегментот на дроновите, види сега ти еден Иран има преку не знам колку 30 врсти на различни дронови. И русите каснеа тука, русите повеќе да на онаа класика, поготоа со ова, затоа може имаше малце превривања. Они идат на класично, во авиација, пешадија, механизирана оклопна, значи механизирана оклопни единици, морнарица, значи сите сегменти, но овој сегмент им фалеше. Они имаа за изведување, нема за камикази, нема за уништување на цели. Значи ти друго е да фрлиш еден дрон на одредена цел, а друго е ти со артилерија треба да 50 гранати да испалиш, да погодат 2-3 кај што треба, пример. Значи се доведува прецизноста, употребата на самото, значи се зголемува ефикасноста на оружјето што го поседуваш. И веќе они со
овие системи со GPS, они веќе имаат паметни бомби, значи ја исполкува и со нивниот систем Голонос точно и кажува каде да падне корекција во самите, значи ова, но тие се малце поскапи. Но важно, она адаптибилност е интересна. И украинците тука, и они на почетокот почнаа да употребуваат такви. До душа мислам дека русите и од нив видоа малце тука, зашто украинците исто користеа таква со мали дронови, па фрлаа бомбички по ровови, по лево, десно. Што се многу опасно, се ти си доле у ров и најнаш доаѓа на тебе, ти фрла обична граната и ти уништува. Немаш ти одбрана од тоа. Со што ќе се одбраниш? Текно. И затоа веќе таму војната влегува у некоја друга димензија. Сега веќе треба да бидеш скроз невидлив за непријателот, да не те види на дрон, да не те види на сателит, да не те види на инфраред, значи треба си дух за да победиш оваа војна. Так. Или многу со оклоп, или многу у некоја тешко е, за двете страни е тешко. Затоа и војната е така заглавена, да речеме. Интересни се изјавите на двете страни, додека добро, русите они на тактички план се многу поспремни од украинците, зашто украинците ги загубија нивните најспремни луѓе, најдобри единици ги загубија, додека русите уште имаат многу голем висок степен на обучени луѓе, многу висок степен и овие сега нови што доаѓаат, они поминуваат класична обука како што треба. Овие што се регрутираат во Украина, фактички од улица го зима на сила, прво тој нема морал. Тој оди у војска со срушен морал, на сила е земен, тој знае дека ќе погине и он е неефективен, непродуктивен кога ќе оди, нема морал, нема идеологија, не знае за што се бори, не знае за што, он знае дека ќе загине. Текно, не знае дали да се предаде, ако се предаде ќе го убијат неговите. Неговите му викаат ако се предаш ќе те убијат русите. Значи, он е под страшен емоционален, психолошки притисок, што да направи, каков чекор да преземе. Украина е малтене и затоа е наставена сега во една незавидна состојба. Таму и затоа во Европа сега повеќе се исплашени за прекратувањето на помошта. Ако американците ќе смогнат, таму ќе одат шашма ќе најдат нека. Па како кај нас што ги тера овие 8-те да ќе ги вадат од болници, од ова, ќе ги убедуваат по канцелари, ќе им фрлаат некои милиончиња. Значи таму мора ама тоа е веќе фрлена пара у бунар се вика тоа. Значи они веќе се свесни таму паметните луѓе. И што ја поддржувале, да речеме, интервенцијата, биле скептични, знаат дека тоа веќе е џабе, значи џабе. Има и друг момент. Значи, они се трошат на Русија. Но нивниот главен конкурент е Кина. Точно. А Кина своите ресурси ги насочува кон што? Кон технолошки развој и кон освојување на пазари во Африка, во Јужна Америка и така натаму. И ја ги гледам дека они паралелно се движат со русите. Каде што економски ќе влезе Кина, тука воено влегува Русија. Најверојатно е тој некој договор што го имаат постигнато стратешки во изминатиот период. Тоа го прават во Централна Америка, немаме во Централна Америка, во Јужна Америка и во Африка. Па сега да ги земе, ајде геополитички, геостратешки работите. Америка влезе во Афганистан, влезе во срцето на Хартленд, од геополитички дефиниција. Римленд, Индија, Кина, тоа е балата, Пакистан, тоа е Римленд, а овде Афганистан, тие, Казахстан, Русија, се Хартленд. Киргизстан. Кие становите. И сега, тука влезе, потроши не знам колку, 3 билиарди, 3 трилиарди, не знам колку. Они дневно, они седеат 20 години. Дневно во Афганистан американците ги кошта $300 милиони. Еден ден. $300 милиони во еден ден ги кошта американците, еден ден во Ирак. Они седеат 20 години. Сега 20 години, колку денови се тоа, пута $300 милиони на еден ден. И тоа земја сумата, колкава е таа сума. Во Ирак исто поевтино малце таму мислам беше, но и таму огромна сума. Би избега од луѓе со папучи на томо скачени моторчи.
Види, да тоа не може нешто што не се базира на идеологија. Нешто што се прави вештачки. Прво, американците прават најголема грешка што они во менталниот склоп мислат дека све се купува со пари, све се плаќа со пари и дека све се контролира со пари. Прво него знаат они менталниот склоп на таму на локалните жители во Авганистан, дека не е компатибилен со тоа, они не е долгорочно, значи решението, и тоа им се струши за 24 часа, не за 24 дена. Тоа е концепт на 20 години, спремање, давање. Значи за 24 сати да ти се сруши нешто е голема срамота. За твојата концепција, за твојата не знам како да за твоите вредности е голем срам. И ние на пример сме Ама и тука ќе им падне за 24 сати. И ние сме индоктринирани во западната идеологија. Југославија беше под западно влијание. Зборам како културно, така? И ние сме дел од таа индоктринација. Тука све смееше да се прави, све смееше да се слуша, све смееше да се не знам. И разврат имаше и све и никому ништо. Баш као и дури, ајде да речам сега, може имаше некоја средна класа, немаше сега толку. Но пак некој буџет си имал за нешто така, онака. И сите општества кренати на американскиот модел денеска доживуваат голема декаденција. Да. И тоа е веќе антиреклама за америчкиот модел на општество. Па добро, ни за западниот. Холивуд беше за тоа дури кој знае некоја проекција за во пропагандистички цели. Ти гледаш филмови амерички, си растал со тие филмови, ја ти се воодушевувал, знаеш, и знаеш, си се поистоветувал со нешто и гледај, знаеш. Па во суштина Рамбо, Мамбо, ваму таму, габе брилјантни некои такви интересни работи, филмчиња. И сега кога ќе видиш ти од оваа временска дистанца, кој ѓубре е тоа, кој е тоа пропаганда, кој е тоа декаденција на човечкиот род, ти викаш, прво сам себе си се, како да се изразам, се срамиш што си бил дел од таков филм. Да, ја не разбирам како луѓето не се будат од тој филм. Не, може, режија, може графикон 7 за да завршиме со оваа тема, се вратиме во Македонија. Значи, ние 30 години следиме евроатлантски правец, така? Да. Нели? Индоктринирани западно, живееме по западниот модел, кешче и така натаму, и така натаму. Да, комфортна зона. Комфорт зона, не знам, децата се обврска и така натаму, и така натаму. И при тоа, во тие 30 години, чоне, никакво друго влијание немаше на новиот простор. Не само во Македонија, и во Балканот. Да. Значи, исклучиво 99,9 западно влијание и нашиот правец, Курто и Мурто, си го следи, значи од 120 пратеника, сега у овој собранијски мандат, само тројца чинам нешто за НАТО, тоа се двајцата пратеници на Левица и Стојковиќ. 117 ти се евроатлантски пратеници. И тоа е легитимно избор, како да кажам. И што е? И велиме, после 30 години, може нека стои сликава, после 30 години велиме, дајте бројките да ги видиме. Значи, 30 години имаме чисто западно влијание, имаме примена реформи на судството по западно влијание, имаме приватизација на големите општествени фирми за да има поголем профит, за да има повеќе за народот и така натаму, реформи во судство, во полиција, во армија, интегрирање за партнерство за мир, икс иницијативи западни во кои што сме вклучени и каде што западњаците ги предводат тие процеси. И сега, ова е од Заводот за статистика, млади по општини, во 2002 година и во 2022 година, идеален евроатлантски период, и погледнете ги бројките. Ова, мислам, најголемиот душман да владеел со оваа земја, па немало да има вакви бројки. Маврови ростуше 65%, ајде ќе ги бареме Скопски аеродром, 40, минус 40% има деца, помалку. Да. Кочани, сите, цела Македонија, освен доле се шутува Ризари, а Рачинови и Студеничани што имаат некој минимален раст. Па добро бе, луѓе.
Па, што... Само рачинови студеничари има. Зашто да дискутираме? Не ви го разбирам. Тоа еден е изборот, Америка, не ви го разбирам, едноставно не ви ја разбирам определбата. Како може да пратиме една идеологија која што не самоубива и не самоуништува? Не разбирам тој самоубиствен нагон. Што е механизмот? Како овие агенти, инженери за социјален инженеринг го блокирале умот на македонецот да резонира? Правилно. Како може тоа? И може, режија, и уште една слика, што исто е ваков еден поразителен за слика 8. Од нашиот... Еве, да не кажа дека Радио Слободна Европа. Видим го името. Соросовиот медиум. Пази какво име користи Слободна Европа. Поцензурирана Европа. Медиумот на окупаторот, на северџанско-балистичкиот апартхеид. Еве, живородени деца во Северна Македонија пишале. Еве, Северна Македонија, север да ве однесе. Северџанистан. Погледнете. Умира Северџанистан. И Заклучок. Види, Заки, тоа се процеси. Не се случува само Македонија, ова нажалост се случува ова Рајскава градина, 1 милиарда. Рајскава градина. Преска што спомнавме, ќе се навратиме на ова. Кина и Русија. Да. Како играат геостратешки. Значи они ги оваа златна милиарда знаат. Каде е плячка ни светот? Од каде ми го знаат и глобалниот план за депопулација. Од каде се храни? Значи, еве само пример во Африка. Сега денеска има борби Вагнер со таму исламистичките групации во Мали, кои што се поддржувани, финансирани, управувани од Франција. Сега фактички Русија им помага на африканските држави да се ослободат од француското колонијално робство, кое што, пази, они прогласиле независност таму 40 и некоја, 50 и некоја. Они уште плаќаат до ден денес колонијална такса на Франција. Реđe може слика 3, значи, дојка збори. Франција уште ги плячка. Негде јас прочитав околу 500 и нешто милиарди годишно Франција уште зима колонијална такса од африканските држави. И што се случува? Види, таму растат нови генерации на деца. Гледаат, има интернет, значи гледаат што се случува, како се развиваат другите држави, како овие ги плячкаат. Може и слика 4 после. И се случуваат револуции, преврати. Дури, пази, не само што Русија, Америка, како сојузник што се смета во НАТО, интересен податон, имаше преврат во Габон. Да, таму. Таму не е по-руски ова рецепт, значи проруски африканци, туку американците им го презимаат Габон на французите. Значи Франција мислам од Африка ќе биде комплетно исчистена и Франција ќе има 500 милиарди, 540 или 500, не знам, многу голема цифра. Тоа е голема цифра вака, не знам наши поим, као македонски да речеме. 500 годишно колонијална такса која граба. Например, они во Нигер, грамли кило, не знам тоа уран, урудата, кошта 220 евра на пазар, на берза. Они им дават 2 евра, 5 евра, некои такви 5%, 2%, 3% суми. Пази, не се договориле ни за 50-50, ни за 6-40, ни за... Колку треба си безобразен, нема западниот човек е алчен. Ѓубре, како сега со чебрени галиште. Грците, Бехтел и Енка. Ние едем таму колку посто? 0%, 1%. Колку? Пази, таа е наша вода, наша земја, ќе произведува струја 40 години и се дава на европската берза и ние од европската берза ќе си ја купуваме по 100 евра, 200 евра
Пази, моја струја и моја... Јас со еден чех исто, од времето на Советскиот сојуз, во Чешка има нуклеарки. И тој ми вика, која беше ова, не знам таму смешни суми, зашто е нуклеарната енергија најефтино да се произведе. И се произведува у големи количини. И затоа е поевтино. Фактички се и Франција нема од каде да земе руда, ако не е Нигер. Они ќе имаат проблем со енергетска криза, ќе имаат. Они се нуклеарките ќе немаат гориво од каде. А они од Нигер почна војската да ја повлекуваат и амбасадорот го повлекува. Значи они го изгубиле веќе. А државите што ги спрема да го нападнат Нигер се предомислија. Да, они правеа сојуз. Правеа сојуз тука Гвинеја, Нигерија, 3-4 држави, но другиве држави рипна Буркина Фасо, Мали во заштита на Нигер. Алжир тука исто рече не може да се напаѓа, како граничи со ова. Алжир е таму мокне држава. Не им дозволи на французите прелет на авиони. Египет и влегува во БРИКС, има договор со Русија. Плюс во БРИКС. И ова е за Чешка да ти кажам. Има нуклеарки од време на од Варшавски пакт. Што ги правиле речеме од русите. И сега вика ние сме во Европска унија. Нешто што го направиле вика русите пред 40-50 години, што треба да е за Чешка, да ни кошта вика цен 2, 5, 10 струјата, ние струјата што ја произведуваме вика во нуклеарката, ја даваме на европска берза и ја купуваме за 100-200 евра од европска берза наша струја вика. Ние што ја произведуваме, ја купуваме од европска берза. Ја вака го гледам, скапа е војна. И сега викам дали ќе навреме, па тој викам ретардирано, глупо, дебилно. Па исто и он нема што вика, тоа е точно вика, тоа е. Ма што па исто и со Како може ја моја струја да дам на европски пазари да си ја купувам по 200 евра мегават час моја лична струја. Тец не готи ночива. Боже, ми викам ова. Тец не готи ночива. Тоа е класична. Па истото и тука. Класичен дебилизам што владе па тоа е во европските народи. Овие затоа ја ти кажувам не може овде да има промени ако нема прво на балканско, на европско ниво мора да има промени. Не може инсталации на Америка. Да. А сите држави не се суверени во Европа. Сите се под некој американски диктат. Тие на Германија, освен Унгарија немаше суверена земја. Исто денес читав. Бајден силно ги контролира тие нафтоводите во Украина. Пази, уште работат, никој не ги чепка. Си оди таму плинот, овие војна се, овие 5,5 милиони изгубија. Важно плинот и ова си оди за Европа. Нафта, плинче, све си оди по украинските гасоводи. И што прават? Они го рушат Северниот ток. Има една линија што не е срушена, ама не им дава на германци да купуваат, вика ако треба и така ќе срушиме. А британците со украинците идат сега на турскиот ток, таа да ја срушат. И да е единствен. Значи единствено од каде може Европа да прима плин и нафта, да биде преку Украина, кој што ќе го контролираат американците. Што е, ај објасни ми ги ти тоа, што е тоа? Бизнес. Не, тоа е контрола на цела Европа преку енергетскиот сектор. Ти текнува, значи Европа е зависна од руски газ. Оние немаат алтернатива. Они и преку Азербејџан сега што ја продадоа Арменија, што ја тапшаа по рамо, а ја продадоа за азербејџанскиот газ. Значи Азербејџан има договор со Русија. Квотите што не може да ги обезбеди Азербејџан за Европа, ќе ги купува од Русија. Исто како што сега Европа купува индиска нафта, а Индија купила од Русија. Значи сега Русија зашто го зголеми буџетот на 6% GDP за војска, за армијата, за одбраната. Затоа што Русија денеска заработува 10 пати повеќе на нафтата отколку пред санкциите. А зашто заработува? Затоа што сите овие што воведоа санкции, Европска унија сите, Америка не, Америка си купува уште руска нафта без проблем, ама Европа не може, санкции ќе има, зашто се толку глупи. И они плаќаат сега истата нафта и газ, ги купува, например, Индија купува руска нафта у огромни количини и им ги продава а Индија нема нафта, не произведува, нема. Она е купец, потрошач, као Кина.
Немаат, они од Иран купуваат, од кои стигнат. Имаше 6 амерички компании во Индија кои што преку Индија купуваа нафта. Да, значи Индија е сега главен дистрибутер на руска нафта. Така да. Сега моментално. Дилер. Тоа и американците го правеа на пољаците со гасот. Доаѓа амерички тие носачи на газ, тие у боци, како не знам сега, у силоси, како танкери, ама за газ. Не за нафта, за газ. Да. Тие се вака изгледаат како бродови со големи топки на нив се, 4 топки. Оди кај русинот се паркира таму, го танкира тој танкерот за газ и оди се паркира кај пољаците, еве ви амерички газ. И пољакот го плаќа тој газ, руски е прво, го плаќа за да има ќар американецот и му вика на пољакот, еве ние купуваме амерички газ, ние сме независни од русите. Пази, кој е тој дебилизам? Па, ја го виде графиконот што е за производната моќ на економиите. Сите западни земји. Не, ама Русија по сите параметри иде напред, овие сите паѓаат. И Америка се држи у средина, односно Америка падот го амортизира преку падот на Европа. Плюс Америка треба побрзо да паѓа. Цела европска економија, дури гигантот, моторот на Европа, Германија, се базираше на ефтини руски енергенси. Да. Она беше мотор, производствен мотор, затоа што имаше ефтина. Колку беше ефтино тоа гасот? 1000 кубика? 200 долари. Не, да, поевтино беше, под 200. 200, 180, 150. Германија имаше најдобра цена. Сега е 2000, така, значи 10 пати. Значи сега истата Германија, за да произведе еден производ, за да пласира нешто на пазарот, а во гасот произведува, да речеме, со 20, со 30%, во цената на чинење на производот, го плаќа 10 пати поскапо. Самиот производ е неконкурентен, тој е скап, ако е made in Germany. И тука да се нема буџет за производот. И локално да се навратиме у Македонија. Они таму затвараат бизниси, фабрики затвараат у Германија. Да се вратиме и у Македонија, дебилизмот на следењето на америчката политика, ние исто така плаќаме скапи енергенси, нели преку тој систем што мора прво на берза да иде, па ти од берза да го купиш, а термоцентралите се општествени народни пари ги изградил, далеководите народот ги изградил, хидроцентралите народот ги изградил и ти плаќаш европска цена. Имаше сега на Фейсбук една, некој сега не знам кој човек, еве им се јавуваат и на други луѓе, значи дошле луѓе од Русија. И да направат тоа што ни треба за енергетија. И ви рекле Чебрени Галиште Волку, вие можете нуклеарка, но треба да се види проток на вода, вика треба да се види со кокава ова, дали 2 по 240, 2 по 400, не знам, 2 по 300 мегавати, 600 мегавати, 480 мегавати, не знам сега таму, што ја читав на. И имаше од Росатом, имаше овие за хидроцентрали, има за Чебрени Галиште, ама вика таму некој издружение, вика Рисот, Мисот, глупости, вика, го уништеа проектот. И сега истиот, да ги видиме тие истите издруженија за Рисот, Мисот, дали ќе се бунат за грчкиот. А што е проблемот со грчкиот? Многу интересно, што ние, например, се фокусираме на бугари, на срби, на тука бараме нешто, а грците колку тивко влегуваат тактички, преку НАТО, преку американците. Значи ти го чува небото, ти влезе преку Љупчево Охта, значи ти влага у енергетскиот сектор, ќе те направи скроз зависен, ќе ти го контролира целиот енергетски сектор. Тука не е проблем, јас затоа викам мора да имаш ти као држава која си суверена, мораш да имаш ти алтернативи, да бидеш како се вели прво, за да бидеш суверен, мораш да бидеш самоодржлив, како држава, како народ. Не можеш ти да даваш национални работи, струи, води, шуми, богатства, рудни богатства на странци. Значи ти можеш да му даеш тука нешто ситно, да отвори фабрика за кабли, да отвори фабрика за автомобили. Не можеш за такви работи да странец да работи. Не може да ми копа мене странец златен рудник, рудник за бакар, рудник за не знам што, за било каква руда. Не може странец да ми прави мене хидроелектроцентрала што не е во моја собственост, на државата. Невозможно е тоа. За суверена држава зборам. Значи ние као родина, тоа
И многу јасно и децидно го кажуваме. Во наредни емисии ќе го сите стратешки работи ќе бидат во раците на Македонија. Држава. Так. Не може значи услужни дејности, нешто добро, ама стратешките работи мора да бидат во државни раце. Не може таму некоја фирма од било каде или автопати сега ќе му даеш ти на тој Бенкел Енха, ќе го земе он подизведувач нашиве фирми, он ќе си го лапа кајмакот, нашите ќе сработат. И зашо со обиколницава му дада на грците пак ангажираа наши, они си го лапнаа ќарот кајмакот и тука кој одговара за тоа? Никој. А се перат пари, се крадат пари. Да привршуваме на темава. Добро, да привршуваме, ние имаме за оваа тема е многу, значи ние за Русија не спомнавме, Путин се имаше во Валда и ова, значи таму прочитајте, информирајте се, следете на Телеграм, имате групи, на YouTube, значи не следете мејнстрим медиуми. Денеска нажалост имаше украинците пробаа со една зверска акција, испушти од американскиот систем, долго ракетен систем Химарс, истрелаа врз своите 51 жртва има, за да ги обвинат русите, како на инцидентот во Сирија со хемискиот напад, како пазарот во Сарајево, значи таков однатрешен, значи уби ги своите, обвини ги русите, нажалост со такви методи за да се скрене, зашто сега се они во паника. Значи да финиширам, Украина, ако Америка не продолжи да финансира, Европа е немокња, затоа и германците тактизираат, они гледаат дека е крајот. Пољаците тактизираат, значи пољаците беа многу активни, они дури воено сакаат да влезат. Па не има многу пољачки жртви. Многу, они имаат преку 2600 жртви до сега пољаците. И уште ги рендаат, уште ги има полски наемници таму во Украина и ги лоцираат и со безмилосно и јака логистика беа. Па, они дадоа многу оружје, пољаците, многу оружје. После американците, мислам, највеќе дадоа. И ова повлекување нивно кажува дека пољаците нешто ја свртеа страната. Сега со русите нешто, они прво се исплашија од Вагнер во Белорусија. Ја кажав уште, ја пред 2 години кога гостував, кажав Белорусија ќе биде клучна за да ја држи Полска под контрола. Така излезе. Јас сега не сакам да ги сечам моите говори на моите настапи, но јас све што кажав пред 2 години, уште кога беше почетокот на кога кај нас многу професорчиња, многу аналитичари, многу паметни. Дури воени аналитичари. Воени, значи со школовани во НАТО, во школи многу високи. Не им кажав, значи некој обичен, пази, јас сум најобичен човек што обично читам и логички размислувам, ги поврзувам работите, имам така некоја желба, тоа ме интересира, да бидам информиран и ги гледам работите, колку и имам интуиција, зашто јас зборам некои работи, затоа што ја знам историјата, воената историја на русите. Јас знам дека не може да изгубат оваа војна. Тие што зборат против Русија, не им ја знаат историја, не ги познаваат русите. Најавив како најдобар познавач на Русија. Значи јас сум читал за руски битки, руски војни од Александар Невски уште кога ги издроби тевтонците на езерото Ладога. Не знам сега, можда така. Значи се знае кој е непријател и од кога тера таа. Они кога биле монголите, Златната орда не биле под никаква опасност за исчезнување, за истребување. Они од секогаш од западот им представувале најголемата опасност на русите. И тоа они уште го немаат, го имаат таму некои паметни ликови, но некои вака обични ликови уште не може да сватат од каде следи најголемата опасност. Никогаш не следувала од истокот. Ама и ние не може да го сватиме тоа. Па не можеме, нажалост, ние сме изгубени скроз на скроз по сите ова. Јас тука пак ќе кажам, со надворешно влијание можеме да спасиме нешто. Ние како ова, моментално со оваков... Па у некој антифашистичка коалиција... Оваков ментален склоп, со оваков, нема шанси. Ние сме изгубени овци скроз. Ние, Господ само да не чува. И пак ќе речам, со надворешно некое помош, влијание, пак ќе речам од нашиве браќа, пак ќе кажам на милост и немилост, пак ќе видиме на... Затоа што ние сме сепак многу мали, пак ќе зависиме нашиот како македонци опстанок. Прво
Русија е нормално природен сојузник по 100 пати подобар и све отколку Америка. Тоа е, ако е некоја будала мисли поинаку, тоа е клинички случај, што нема потреба да се коментира, мислам само ненормален може да каже дека Америка. Ги видовме бројките со америчкиот сојузник. Значи, не знам што друго да биде. Треба да знаеш историја, значи и самиот Кисинџер ти кажал, значи немој да бидеш пријател со Америка, поштетно е отколку да бидеш непријател. Така. Значи поштетно, смртно опасно е вика да бидеш пријател на Америка. Те искориства и те фрла. Нема, значи па гледај што ни се случува. И сега била госпоѓата Карлиуша, била оди по манастири, сега оди по ваму. Па не знам како ја примаат тие таму, тие идиоти. Ја примаат манастири веќе. Носи тука со костурски глави шалови и отишол таму попот на ја прима. Па символиката е важна. И тоа е тоа. Добро, види. Ние за тоа сме кажувам изгубен случај. Пак ќе речам, ние пак ќе зависиме од околностите во не ги спомнавме, значи случувањата во Европа, сакав за Ерменија да кажам, Азербејџан, ќе направиме уште една емисија Косово, за Косово посебно. Да, таму може да се направи добра паралела Косово со Нагорно Карабах. Србите ќе имаат исто право како што има Азербејџан, зашто таму луѓето не разбираат, но Нагорно Карабах правнички е во територија на Азербејџан. Русите не можат да реагираат ако како Ерменија е членка на таа нивниот како се вика системот за колективна значи, безбедност. Не е загрозена Ерменија како држава, туку е загрозено ерменско население во граници на на територија на Азербејџан. Русите колку толку пак помогна, отидоа таму со мировници, дури изгубија и 5 жртви, имаат таму изгледа некои убацени елементи во азербејџанската армија пукаа за да направат инцидент. Тоа највеќе изгледа турски агенти некои, затоа што нив им одговара, тука они ги користат се азербејџанците како свој, они се блиски народи и се сакаат тука да направат некој раздор. Тука иранците се вмешани, тука и Индија дури е вмешана имаат тој Зангезур коридор е многу битен коридор. Тука не знам како ќе, тука е интересно, но тоа американците сега денеска он потпиша Пашињан дека 86.000 квадратни територија припаѓа на Азербејџан, цело Нагорно Карабах со другите територии. Пази, во Европска унија потпиша. А интересно беше и еве за крај и одлуката на Европскиот парламент каде се осудува геноцидот врз ерменците во Нагорно Карабах без обврзувачка клаузула. Зашто? Европа секогаш си била така лицемерна. Значи имаш етничко чистење и необврзувачка одлука. Но затоа што ние зависиме од азербејџанскиот газ, зашто не кеме руски. Пази, русите се лоши, ама вие прават геноцид, ама они се добри, ќе ни дадат газ. Ти тикнувам. Тука е пак играта Турција, Иран, Русија. Значи, пизи колку се овие ненормални, значи од западот. Они за да ги Ерменија е фактички во интерес на Турција, Русија и Иран. И сега ти имаш тука оска Иран, Турција, тоест Русија и Иран, и Русија, Турција. И сега, а имаш руска база на ерменска територија, како членка. Тоа е можеби, мислам, една или две бази они имаат надвор од своите граници и баш едната е во Ерменија. И што се случува се во Ерменија? Овие ги продаваат своите, овој црпкото, соросоидот Пашињан, ги продава своите во Карабах. Ја мислам да беше друг. Прво, они се сами криви. Они ја победија првата војна, пред 30 години, ги земаат тие делови од Азербејџан, ги споија со ова, но они правнички не го решија 30 години, така висеше. Непризната република. Русија не ја признаваше таа држава, затоа што правнички не беше решено. Не седнаа во тие години после тоа да направат со некоја територија размена население. Може да седнат, уште азербејџанците беа слаби, нема нафта, нема газ, уште тие години така. Они после како нафта, газ, они многу рипна Азербејџан
финансиски мокно. Се поврза со Израел, ја модернизира. Турција тука им беше ја модернизира армијата, значи. Да, па и тука сега Иран има проблем. Они имаат азерско малцинство на северот од Иран, што граничи со Азербејџан. Ама и имаш... Тука во Иран имаш повеќе азери него во Азербејџан, што е големо процент. И израелско влијание преку азерите. Да. И тоа е. Иран беше љут затоа што ќе направиме посебна емисија за таа. Ударот на Иран против нуклеарките ќе дојдеше од азербејџанска територија. Нема Израел од друго место, освен од Азербејџан да ги нападне иранските постројки. Треба да лета преку 3 држави за да стигне до Иран. Текно преку Сирија, преку таму, преку Сирија треба да лета, за да стигне значи преку една држава зашто не граничи директно. Добро, имаме уште многу ќе отвориме посебни емисии. Пошто не може тоа све во една емисија. Не може. Посебно ќе го фатиме и Косово. Па добро, ние се и ако се отвори тоа може и почесто да говориме за такви теми и во овие што ќе ни видат као пресови, како во канцеларија ќе видиме тоа. Вака ќе си имаме ние редовно родински, но тоа е тоа. Добро. Добро, да не забегавме. Бевме обширни, да не многу измешаме, да бидат, како се вели, поентата на емисијата да ја добиеме. Многу информации, некојаш додека ги сосредочам, значи може да се случи така но стварно имам премногу информации, сакам да ги кажам, да знаат, сакам народот да биде малце, дека има и други некои работи што не се знаат, што не ги прикажуваат или нема секој можност да прати различни извори, различни извори на информации, значи и од другата страна, да слушне и некое друго мислење. Он не мора никој да се согласува со мене, но моите информации ги следам, значи ги фаќам на лага наши и фактички. Многу е бедна веќе нивната кампања. Копираат, значи буквално го гледам ја од кај му изворот, го гледам со наслов, со све, значи и ме боли што значи они толку копираат без да ги проверат. Тоа највише. Значи сега некој медиум да направи лажна вест, они баш така како што е лажна ќе ја пренесат и они учествуваат во ширење на пропагандата. Значи они со тоа кажуваат дека работат за нечи центар, под нечија капа се. Ама тоа се и стои како мрежа на медиуми кои што шират пропаганда. И што е најлошо се национални медиуми. И они мислат дека ако го забранат Спутник или РТ или ова нешто, и во ерата во денешната ера на интернетот не можеш да цензурираш. Невозможно е тоа. Значи постојат канали, да ви информирам, кои што се со 1 милион следбеници, каде што алтернатива се снадбор со информации, дури имаш и амерички канали кои што се префрлени на Телеграм. Добро, се надевам дека тие што се мислам, што се против Deep State-от отворено, што работат, они се префрлени на Еве ја предлагам една група на англиски DD Geopolitics. Напишете на Телеграм, многу добро, квалитетно, не само за Русија, општо за цел свет, за сите случувања, многу квалитетно, со луѓе што повеќе, значи не еден, значи тука има агрегатори фантастични, убави, не ви треба ништо, значи вие не следите мејнстрим медиуми, но може да ги проверувате нивните лаги. Треба се исклучиш од мејнстрим медиумите, тоа е. Не, добро е да го следиш доколку забегал, доколку сака да лаже, доколку сака, мора да го следиш, ако го баталиш, не знаеш до кој степен отишол, до кој степен забегал да лаже, да манипулира. Целосно се забегани, Deep State-от е забеган веќе, не можеш веќе да гледаш дека продуцира лага, декаденција, криминал, корупција, нема више таму, тоа е све во распад дадено. И тоа е да завршиме, значи ќе зачестиме малку и со темиве за геополитика, ќе опфатиме области што се многу важни за нашиот интерес. Македонски интерес говорам. Ја имам некој тука ќе има поделби во Европа, ќе има прво Вишеградска група, таа беше ќе има различни влијанија како ќе има и речеме овие што се случуваат фактички сега промени
Во Германија ќе се случат политички промени. АДФ е веќе втора партија, појачина. Они може нема да формираат влада, но не, ама ќе имаат страшно влијание. Види, притисокот кој што ќе го прави АДФ, толку ќе ги блокира овие овие мејнстрим Курто Мурто, што ќе немаат таа маневар, таа слобода да прават што сакаат. Поентата ми е и следнова. Еве АДФ беше една мала партија суверенистичка која што се спротистави на тој амерички колонијален систем во Германија, каде што имавме лажна демократија, каде што се обединија конзервативците и социјалдемократите, односно кај нас ВМРО и СДС, неформална и формална коалиција. А тоа ќе се случи ако народот види дека они работат за истиот газда, ако свати. Да, ако пораснат новите партии, сега левица, родина, десна, трета и така ера трета и така натаму, ќе видите дека ДПМН и СДС ќе направат коалиција за да го игнорираат блокот што не служи на длабоката држава, односно на управителот од Калето. На Карлјуше од Калето. Следната година ни престојат избори. Многу е важно во системот да ги внесеме луѓето што се борат за суверена независна Македонија, ако сакаме да го фатиме приклучокот кон новиот позападен свет. Ако игнорираме политика, ќе ни се случи Зеленски, затоа што тоа е игнорирање на политика, а политиката е место каде што се случуваат битните општествени действија во државата, тогаш друг ќе ни ја креира политиката и да не се жалиме ако функционерите си качиле 100% плати, ако храната од утре поскапи 1000% и така натаму, не интересира политика, ќе си трчаме на маратони 11.000, за онкологија 100 луѓе ќе протестираме и некој нека го изгаси светлото на крај. Тоа помодарски братче идеме јако. Ќе трчаме маратон. И така натаму, јас сум и да трчаме и да протестираме. Да, ама и да протестираме и да се бориме за оваа држава. А и тоа бегање на запад, искрено ви кажам, тоа ви е краткорочно решение, затоа што луѓето што бегаат од решавање на проблемите во сопствената држава, го пренесуваат истиот менталитет во државата каде што бегаат. Таа држава понатаму станува самата проблематична и доаѓа истата криза. Не го решавате проблем. Ја предвидувам дека ќе се случи обратна миграција, која ќе почне да паѓаат. И падот на Европа е неизбежен. Неизбежен. И на Америка. Америка ќе се спаси. Внатре се делат на либерали. Внатре е поделено америчкото општество. Америка, зашто е внатре многу поделено, ќе ги собере сите сили. Она има 700 и кусур бази. Што ќе ти се бе 700 и кусур бази у светот? Ало будало. Што ќе ти се? 700 и кусур бази. Нема таа империјална сила. Ама види, она е сега од внатре се јаде. Она ако не се сите сили, ако не ги сосредочи внатре за да обстане, а ќе обстане, она ќе мора да ги отпушти конците. Ќе мора, нема друг избор. Кога ќе ги отпушти Америка конците, тогаш ќе ги видиме и Косово, и Македонија, и Србија, и све ќе видиме тогаш. И НАТО до 97-ма, и НАТО пред да постои, значи НАТО ќе се распадне 100%, ви гарантирам. Така. Добро, ќе ги кажувам тие работи понатака, ќе ги кажувам. Во наредните емисии ќе ги фатиме и другите теми. Ви благодарам на вниманието, ви посакувам добра ноќ и пријатно. Пријатно и од мене.